време е за нашите пријатели од Систина, кои денеска на овој убав 14 февруари 2025 година заокружуваат една многу успешна и респектабилна бројка од 24 години постоење од првата приватна болница, тогашна Мала Богородица Систина. Добро утро и добро ни дојдовте за доктор Никола Панчевски, специјалист по гинекологија и акушерство, воедно и член на одбор на директори на Ачипаде Систина. Ја имате таа привилегија да бидете сите овие години дел од пионерот во приватното здравство во Македонија. Добро утро. Така. Да, ова е посебен ден. Денеска и ние секоја година го одбележуваме. Кој би рекол дека помина 24 години. Истото и јас го помислив вчера. Да, 24 години од отварањето, значи болницата Мала Богородица, тогашна специјална болница само за гинекологија и акушерство, почна да работи точно на овој ден. Јас сеќам скоро на сите детали од тоа време. Затоа што тоа е еден прекрасен момент кој што како поминуваше времето, нели беше предизвик во тоа време. Меѓутоа дефинитивно ги одреди нашите професионални животи. Секој почеток е тежок. Тоаш беше тоа една мала екипа на луѓе. Со колку луѓе започнавте, се сеќавате ли? Се сеќавам на првата фактички прозивка, на првиот работен ден, ние бевме околу 65 целиот персонал. Да, 65 вработени и таа бројка многу брзо за неколку месеци нарасна на преку 100. Затоа што едноставно обемот на работа тоа го побаруваше. И секогаш сте внимателни. Тоа е особено манир на приватниот сектор да секое вработување мора да биде оправдано. Зашто тоа го правите? Меѓутоа, бројот на лекари, на самиот почеток не бевме само 7 гинеколози. Имавме 2 анестезиолози и 1 педијатар. Таа почетна бројка до крајот на годината нарасна. И тоа беше таа прва екипа од 2001 година која во најголем дел го понесе теретот на развојот на таа болница. Нормално просторот се прошири, бројот на кревети се зголеми со тек на време и така да тоа ние обстојувавме во тој простор некаде до 2010 година кога од специјална болница за гинекологија и акушерство прераставме во клиничка болница. Тоа е денешната Систина, и еве на 7 април се навршуваат 15 години пак од постоење на клиничката болница. Сегашниот објект, да. Навистина, сите ние македонците сме сведоци на овој голем растеж и прогрес и на сите оние нешта кои за прв пат вие во Систина ги воведувате сите овие години. Вие, како што реков на почетокот, не сте само специјалист по гинекологија и акушерство, туку сте и еден значаен дел во менаџментот на самата клиничка болница. Колкава одговорност представуваше да се изменаџираат, да се предвидат и да се види однапред во вашата визија како сето ова ќе расте, бидејќи бевте пионери, реков. Први бевте вие кои што воведовте нешто ново во земјава. Знаете, повторно викам од денешна позиција, значи ние сме биле многу храбри. Затоа што тоа беше еден бришен простор, реално постоја неколку приватни ординации, значи приватниот здравствен сектор во тоа време, значи беше представен со обично амбуланти, ретко која поликлиника. Меѓутоа за болница немаше ни на повидок, нели, отварање на таква нешто. И објективно влегувате во еден проект кој што носи одредена неизвестност, затоа што сте пионери во тоа. Меѓутоа, мислам дека бевме и храбри и имавме многу верба во себе. Никој од нас не беше подготвуван да биде менеджер. Ние бевме целиот живот одредени, нели, да лекувате. Само да лекуваме, да практицираме она за што сме обучувани. Меѓутоа, самиот развој на настаните не натера да учите, да истражувате, да баш така да се адаптираме на новонастанатата ситуација и да носиме некакви одлуки, решенија со кои што би го подобриле своето работење. При тоа морам да кажам, значи, сметете дека
ние немавме никаков договор со фондот, меѓутоа имавме точно разработена стратегија во смисло на проекти што ние треба да направиме за да на некој начин бидете нова понуда, нели, нешто што ќе биде атрактивно за популацијата која е тука и да едноставно може да се пласирате. Ние бевме се во тој момент, да ви кажам, тие се ликови кои што вака вреда да се спомнат, нели? Значи, од тие 7 гинеколози беше доктор Дракулевски, доктор Лазаревски, тоа се имиња кои што значат, нели, на јавноста тука. Доктор Јовковски, доктор Попович дојде, доктор Митко Ивановски, доктор Снежана Тимчева Цветковска. Педијатар беше само доктор Јани Враготеров, анестезиолози доктор Велковски, доктор Добрковиќ. Негде во мај се придружи доктор Костадинов и крајот на годината дојде и доктор Баджаков. И ние имаме на концепт да ако секогаш кога ќе зборите за гинекологија акушерство, тоа е поврзуваат со породување. И тогаш го введовме она безболното породување, што беше прилично атрактивно нели во тој момент. А во однос на гинекологијата се одредивме за оно све што е модерно и што е минимално инвазивно. И тука навистина многу инвестиравме. Од аспект па на вообличување нели на таа болница, за нас беше многу битно во еден момент доаѓањето на госпоја Нина Пијаде Мирковска, која е правник, меѓутоа специализиран за здравствениот сектор. Нашата цела администрација беше представена само со 4 личности. Благица Стефанова, која беше, како да ви кажам, и финански директор, и сметководител, и благајник. Па имавме една секретарка, као деловна секретарка, која беше одговорна за све што ни требаше. Тоа беше Ема Стоева. И таа екипа се комплетира со Звездана Димовска Сарджевска. Она е фармацевт. И денеска е тука и е директор на секторот на фармација. Екстремно домакински се однесувавме, меѓутоа имавме многу енергија да во тоа време многу патувавме. Значи све што беше ново во нашата дејност, одевме на сите промоции. И тоа нива впечаток некогаш дека целата екипа не може да се собере на едно место затоа што секој некаде патува. Се разбира во тоа време голем стимул беше почетокот и успешниот почеток, значи на одделот за инвитро фертилизација. Ние веќе истата година, тоа беше негде октомври месец, веќе го имаме првиот тест позитивен и знаевме дека тоа е нешто што ќе функционира така да реално денеска тоа е еден оддел по кој што бевме и препознатливи, нели, као мала Богородица покрај сите дејности кои што ги обавувавме. И како течеше време, тој колектив се зголемуваше. И одделите растеа? Одделите растеа. Значи, почнавме со 19 кревети, на крај завршивме со 28, а при тоа исполнителноста беше неде преку 90%. Одлично. Значи, храброста, визијата, стручноста, непрестаното следење на се она што се случува во светот и поддршката што ја имавте од целиот тим, си го направи тоа што денеска се стина еден од најреспектабилните центри за лекување не само во земјава, туку и во регионот и пошироко би рекла. А на со кои оддели можеме вака со право да се пофалиме дека ги располагаме сите стандарди кои што ги имаат во најсовремените медицински центри во светот? Од овие новите, сега ново создадените. Од денеска, нели, значи, пајте, да не беше тоа успешна приказка, никој немаше да се осуди на првичниот проект, зборам, кога бевме само специјална болница за гинекологија и акушерство, никој немаше да се осуди да инвестира во ова што сме ние денеска. Ова денеска е многу сериозна болница и со самото тоа што е тоа клиничка болница, тоа каже дека огромен дел на дејности и специјалности функционираат во системот. Пресек, например, кој ќе направиме денеска 24 години после тоа, и кажем 15 години од постоење на оваа болница, гинекологија, акушерство и понатаму е најфреквентната
оваква дејност и веројатно тоа е нешто пошто сме најпрепознатливи. Меѓутоа за овие 15 години навистина и сите други гранки одлично се развиваат. Знаете дека 2010 нешто беше новина, тоа беше отварањето на кардиохирургија. Кардиохирургија која секогаш е придружена со еден сериозен оддел за кардиологија и интерна медицина како сервис. Голем исчекор е направено делот на хирургија. Буквално сите хирурги паралелно се развива. Она што денеска реално се случува на одделот на урологија е еднакво како во било кој центар да одиете. Најголемиот раст во текот на минатата година го имаше одделот за неурохирургија. Делот на абдоминална хирургија, мислам дека тој е препознатлив затоа што се тоа исто така исклучителни лекари, квалитетни, кои се препознаени од јавноста со многу сериозен обем на работи, со многу сериозни интервенции. Делот на ортопедија и травматологија, мислам, неверојатен одскок. Ние во тој сегмент, значи, покрива дијагностичките лаборатории, сите други сервиси кои што мора да ги има една болница, тие сите функционираат како што треба. Меѓутоа, наше интересно во момент е она што ние подготвуваме за оваа и наредната година. Ние имаме некаков петагодишен план, како до 2029 година треба да изгледаме. Меѓу другото, биолошкиот момент го прави своето, така да во тек и некакво подмладување на болницата. Само на оддел на гинекологија, рачуните дека од оние што почнавме пред 24 години, тие луѓе се сосема другачи изгледат и се на некоја друга возраст. И морам да кажам дека сите се на работа, независно што некои од нив веќе ги исполнија условите за пензионирање, меѓутоа се уште присутни. Сега се може би некоја позиција да поише вршат едукација, отколку да е основната дејност, што е нормално. Имаме и млади луѓе кои што се на едукација, се спремаат. Меѓутоа, проектите, да се навратам на овој дел, она што е планирано уследните 5 години, со особено апострофирање на оваа и наредната година, уште ќе не прилежат до светските стандарди. Значи, она што е наш мотив, и тоа беше од почетокот, можеби и заради тоа успеавме, дека реално ние градиме болница у која ќе можеме ние самите да се лекуваме и членовите на нашето семејство. И затоа бевме екстремно посветени на развојот и растот на болницата и воопшто на носењето на проекти и содржини кои што ќе не задоволат сите. Меѓутоа, ова сега да кажам, начинот на кој што размислуваме и на кој што проектираме што ќе се случува во иднина е буквално да се што може во земја како што е Македонија, затоа што знаете некогаш и бројот на жители ви одредува што вие можете да работите, нели? Све што можеме ќе го поставиме како систем во болницава, ќе инвестираме во опрема, нели, нормално и во кадар, за да покриеме огромен дел од она што се денеска можни услуги. Знаете дека и првиот пет скен реално ние го промовиравме пред години и години, тука и делот на нуклеарна медицина. Огромна инвестиција оваа година правиме во делот на онкологија. Реално купивме акцелератор кој што е во фаза на инсталација со квалитет и перформанси кои што досега не сме ги имале на овие простори. Меѓутоа ќе може да покријат огромен дел од услугите кои ги побаруваат пациенти со малигни заболувања на едно многу високо ниво. Така, па и центарот за болка кој неодамна се формираше беше нешто што навистина јавноста беше толкова одушевена од сите овие можности кои што ги имаат, а знаеме колку е тешко да се живее континуирано со болка секој ден. Па да, и тоа е еден сегмент, меѓутоа знаете што тоа повеќе во делот на овие пациенти кои што ние ги викаме терминални, нели? Меѓутоа е значено заради тоа што нели и смрт е дел од
животот, нели? Ама тоа да го направите достоинствена новина, да не се измачува човек. Да не се измачува луѓето. Меѓутоа, видите, тој сепак во вкупниот обрт, нели, вкупниот обем на работа, тоа за среќа се мали бројки, нели? Така. Многу поголеми бројки се овие. Да, и секоја чест за оделот за педиатрија, каде јас немам мали деца, но сите оние кои што имаат мали деца велат дека е најубавото искуство на децата е кога престојуваат во такви услови какви што Аџибадин се. Мисля, благодарам што ме потсетивте, тоа е исклучително моќен дел. Ние вкупно на ниво на болница имаме негде околу 28 педиатри. Значи, што се они поделени во делот на неонатологија, значи директно со новородените, дел со баш деца, значи на оделот за педиатри, таму е формирани они центарот за ургентен центар за деца уствари, да може да се воспостават брзи диагностички процедури и да се разрешат тие состојби. Има педиатри во делот на детската кардиохирургија. Значи, една бројна групација, многу моќна, исклучително едуцирана у секое поле и како тим они можат да испорачаат на вистина огромен дел на услуги. Они исто така имаат некакви развојни проекти за нив планирано. И ја верувам дека она што ќе биде тенденција во следните 5 години е да го подигнеме и стандардот на сместување. Значи, да, Систина е можда надстандардна во смисол на сместувачките капацитети, споредбено со амбиентот во кој што функционираме. Меѓутоа, ние имаме репер дека тој стандард треба уште да повеќе да го подигнеме и јас се надевам дека еден ден ќе имаме само едно креветни соби со можда за придржба, поготово делот на педиатрите, каде што ќе можеме да ги сместуваме и мајките, нели, заедно, што и пракса сега, меѓутоа тоа да биде некаков стандард. Да, одлично. Јас се радувам на сите ваши успеси и верувам дека во следното гостување ќе говориме за уште многу постигнати ваши цели и визии во сето она кое што го имате како стратегија за следниве 5 години. Честитки до целиот тим, до сите вработени и ви посакувам овој ден на вистина да го одбележите најубаво како што го правите тоа секоја година. Благодарам, да, секако ќе го одбележиме, пошто тоа ни е традиција. Така, одлично. Ви благодарам многу за гостувањето и многу успех во се што се случува во Систина, а сега е време за рекламите.